Ако до пред 2-3 децении во ловните денови редовити и планината ечеа од загари кои бркаат дивеч, сега ловот се одвива речиси нечујно. Тогаш ловецот не можеше да се замисли без загар, птичар, поентер, гонич од престижна класа и добро обучен. Во денешни услови се е сведено на измелезени кучиња кои не се двојат од ловецот, чекајќи да добие некаква храна од ранецот. Причината за ваквата состојба е бизнисот со ловечки кучиња, кои поедини буквално ги крадат на терен или од дворовите на сопствениците и на црно ги препродаваат на ловци во Грција. Мрежата е распространета во сите делови од регионот, а каналите водат преку Гевгелија, Битола и други погранични градови кон јужниот дел. Продават ги, нормално. Аз се одврза кучето и више толку не го најдеш. Пред некој време ми го украдува. Тие што се трговците, препродавачи на кучиња што се, треба одговорност. Ловци се жалат дека се разочарани од ваквите состојби и дека да се чува загар во денешно време е повеќе нервоз отколку задоволство. Инаку дека се работи за вносен бизнис кој никој не го контролира, зборуваат поединечните примероци на трговци со ловечки кучиња кои во изминатите години и сега значително се зголемија својата материјална положба. И не е чудно, бидејќи за расен загар кој наоѓа и гони диви свињи, грците плаќаат и по 2000 евра. За гоничите на зајак цените се движат до 1000 евра. Помеѓу нашите ловци цените на ловечките кучиња се движат од 200 до 400 евра, иако и тука имаме раклии кои за добар гонич се спремни да издвојат двојно повеќе.